Добро вечер. Во овој код се обидуваме да разјасниме зошто е запрена постапката и нема обвинение за набавката на мазутот во ТЕЦ Неготино. Зошто се ослободени од обвинение Јаховски, Капушевски и Ковачевски. Затоа останете со нас. Согласно доказите, во критичниот период не постоеле рестрикции во снабдувањето со електрична енергија, а производството во ТЕЦ Неготино овозможило обезбедување електрична енергија по значително пониски цени од цените на слободниот пазар, смета обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Овој став е многу сличен на демантите кои своевремено до редакцијата на КОД ги испраќаше Капушевски, кој велеше дека ако нема мазут, ке нема струја. А ако нема струја, јас како водител на КОД нема да можам да си ја исфенирам косата за на емисија. Колку и да звучи ова тривијално, сепак е вистинито. Заклучокот е дека мазут имало, струја се произвело и никој не направил никаква штета. Во овој код ги споделуваме и споредуваме сите детали и докази околу овој случај, што своевремено го откривавме со Миомир Серафимовиќ. Само РКМ поднела понуда, возвраќа од СМ кога беа прашувани зошто контроверзната фирма на Капушевски, која беше опфатена со скандал на транспорт на отпадно масло како мазут, скандал откриен во Хрватска, успеала да добие можност да продаде 150.000 тони мазут на државни електрани за производство на струја. Но кваката се крие во условите кои се пропишани во тендерската документација за овој оглас. Според она што го дозна КОД по извршен увид во документацијата. Дел од условите се менуваат поради што на огласот се отвара можност да влезе фирма како РКМ, а условите да станат пречка за други компании кои продаваат мазут. Според условите во тендерската документација, предвидени се банкарски гаранции. Претходно, тие банкарски гаранции при набавка на мазут се движеле по 2 или 3 милиони евра во денарска противредност. Во конкретниот оглас, банкарската гаранција намалена и изнесува 30 милиони денари, односно половина милион евра. Дополнително се дава нова гаранција од 1.000.000 евра кога ќе се потпише договорот. Банкарската гаранција за влез и учество на огласот била тројно намалена од претходните слични огласи. Но проблемот е како РКМДО успеала да издействува и да добие гаранција од банка, кога, например, на бизнес мрежа има бонитетна оценка Е, најниска, која вели компанијата е со висок ризик и потребно е дополнително обезбедување. Во периодот од 2019 до 2021 РКМ имала 1 или 2 вработени, а финансиските резултати покажуваат дека фирмата во 2019 имала загуба од 5,2 милиони денари. 2020 имала промет од нешто над 1.000.000 евра и добивка од 33.000 евра. РКМ има зголемување на промет во 2021 на околу 8,6 милиони евра и добивка од 133 милиони денари, односно околу 220.000 евра. Таква фирма успеала да обезбеди банкарска гаранција на почетокот на 2022 во вредност од 1,5 милиони евра. Единствено логично објаснување за одобрената банкарска гаранција дека некој друг многу поголем и помоќен застанал зад малиот РКМ, кој работел на ниво на рентабилност до тогаш. На тој начин го добива тендерот во февруари 2022, а тендерот е вреден речиси 6,5 милиарди денари, односно повеќе од 105 милиони евра. Вредноста на добиената набавка на РКМ всушност е за 12 пати поголема од колку вкупниот промет на фирмата во претходната 2022. Како СМ го нацрта најдобриот понудувач за илјадници тони мазут, со промена на условите на јавни повици вредни стотици милиони евра. Како малата скопска фирма на Капушевски доби засилување од Кичевско и Пласница, за да стане најпосакуван продавач на мазут за ТЕЦ Неготино. Нема докази. Со овие два збора се заврши истрагата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. 13 луѓе по истражувањата на КОД добија кривични пријави за злоупотреба во постапката за јавен повик, доделување договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, а еден од нив и за перење пари. Најбројни беа директорите и вработените во СМ,
кои одлучувале тендерот за оваа јавна набавка да го добие РКМ на Радко Капушевски со банкарска гаранција која ја обезбедил со позајмени пари од Асмир Јаховски, сопственик на Пуцко Петрол. Во РКМ влезе и Ерџан Сулковски како мнозински сопственик, човек за кој самиот Асмир Јаховски за код тврдеше дека одамна работел во неговата компанија Пуцко Петрол. Откако Сулковски влезе во фирмата на Капушевски, само за една година имаше добивка од 6,5 милиони евра, благодарение на продажбата на мазут на државата. РКМ ги доби тендерите од ЕСМ. Една од причините зошто обвинителката смета дека јавната набавка е во ред е дека никој друг не учествувал во тендерот освен РКМ. Но еден од сведоците собственик на компанија кој има лиценца за мазут тврди дека решиле да не аплицираат затоа што било невозможно нивната фирма да донесе 1200 тони мазут или 1000 тони дневно со цистерни, а мазутот во 80% се носи или од Грција, а 20% од Бугарија. Оваа компанија го добила тендерот дури по третиот повид, каде учествувала, затоа што немало ограничување од ваков тип. Друга компанија со лиценца тврди дека тие имале интерес за тендерот, а сакале да учествуваат, но кога направиле проценка утврдила дека нивната компанија не може да гарантира динамика која се барала според моделот пропишен од ЕСМ, ниту пак постоела гаранција дека АД ЕСМ ќе ги прифати количините кои ги бара, а месечните количини кои сега ги барала ЕСМ одговарале на годишната потрошувачка на компанијата, па компанијата треба да купи цел еден брод мазут. Тоа е период од ноември до декември 2021 година, пред почетокот на војната во Украина, кога цените на горивата достигнувале историски максимум. Според овој сведок, секој кој би купил големи количини мазут по највисока цена која била тогаш, би се изложил на голем ризик. Така испаѓа дека сериозни компании кои велат дека може да испорачаат 3 до 4 тони мазут дневно, велат дека е неможно да се испорачаат 1000 тони дневно, а само фирмата РКМ била кадарна за тоа, особено во време кога регионални рафинерии не произведувале мазут и мазутот се носел од многу подалеку со бродови. Исто така ЕСМ не давала гаранција за рокот на исплата на мазутот, но сведоците од ЕСМ сепак сметале дека е исплатливо и покрај високите цени на мазутот на берзата да се вклучи ТЕЦ Неготино, па според нивната математика, доколку работи ТЕЦ Неготино, цената на електричната енергија би изнесувала 180 евра по киловат час. Комисијата за јавни набавки на ЕСМ направила проекција колку тони мазут требаат годишно и ги поделила на денови, односно заклучно со април 2022. Но кога виделе дека цената на струјата не се намалила, тие објавиле не еден, туку 3 јавни повици за набавка на мазут. Во одлуките учествувало освен раководството на ЕСМ и управниот и надзорниот одбор на компанијата. Договорот склучен во февруари изнесувал 6 милиарди 490 милиони денари со се ДДВ, а склучиле и анекс на 30.12.2022, затоа што до тогаш биле искористени 6 милиарди 217 милиони денари. Сведокот од ЕСМ од секторот за комерцијални работи сведочел дека било подобро што е прифатена понуда на РКМ како единствена понуда од причини што според него не било лесно да се обезбеди мазут и дека сите детали околу јавната набавка се доставени до управниот одбор, кој единствено одлучувал за прифаќање на понудите и надзорниот одбор на ЕСМ тоа го потврдил. Одговорните за набавките на мазут во ЕСМ со Капушевски и Сулковски се запознале, но најчесто разговарале телефонски за информации околу испораката на мазут. Динамиката на испорака на мазут била следена од страна на секторот за комерцијала при ЕСМ, а следел и секторот за производство заради непрекинат процес, но имало моменти и кога вториот блок не работел. На прашањето од обвинителството дали е настаната штета од вклучените 3 договори за набавка на мазут, представник на ЕСМ, кој бил во својство на сведок, сметал дека, цитирам, ЕСМ не претрпела никаква штета, особено во делот на јавните набавки. Заклучно со 26.12.2022, според документите доставени од ЕСМ до обвинителството, испорачено било 75% од количината на мазут која се барала, а за останатите, со одобрение на надзорниот одбор, склучен е анекс на договорот за испорака на останатата количина. Според вработените во ЕСМ, кои сведочеле, РКМ доставило 70 фактури за испорака, а истите рекле дека во Excel табели ги внесувале сите податоци за секоја цистерна која ќе дојде во ТЕЦ Неготино. Според нив, мазутот се носел и сабота и недела, а работеле во 3 смени.
Како на Радко Капушевски му текнало токму тој да конкурира. Младиот бизнисмен Радко Капушевски неколку пати бил под лупа на код, токму на испорака за мазут. Кога во 2019 година хрватските власти потврдија дека неговата фирма РКМ во повеќе наврати увезувала смеса на мазут со употребено масло од трансформатори, а цистерните завршија во фини. Во 2023 РКМ купувал и продавал од опасното тешко масло на Санс АГ од Штип, кој од искористени гуми и друг отпад со горење произведувал тешко масло, кое било користено како мазут низ Македонија. Тоа го откри Државниот инспекторат за животна средина. Тој при сведочењето се пофалил дека направил анализа и увидел дека поради кризата ќе биде потребен мазут и како бизнисмен склучувал договори со големи нафтени компании во Босна, Србија, Хрватска, а 60 цистерни набавил од словенечка фирма со која склучил договор, затоа што на македонскиот пазар имало само 20 до 40 цистерни кои имале лиценци за превоз на мазут. Бидејќи неговата фирма не можела да обезбеди банкарска гаранција, помош побарал од пријателот Асмир Јаховски, кој му помогнал со тоа што од неговата компанија Пуцко Петрол префрлил пари за банкарска гаранција на РКМ, но и во тоа мазутот да се набави преку грчка компанија, а во ТЕЦ, според него, доаѓале и по 125 цистерни дневно. Ерџан Сулковски го ангажирал за помош, прво како содружник, а потоа како управител. Во своето сведочење Капушевски навел дека ако не бил Асмир Јаховски, немало да може да се набават количините на мазут и дека тој е најзаслужен за надминување на енергетската криза во Македонија. Во време кога Коте истражуваше зошто токму Капушевски ги добивал тендерите на ЕСМ, Капушевски, заслугите за производство на електрична енергија во Македонија, си ги препишуваше на себе. Дополнително да ми кажете браво дека мојата скандалозна фирма, како што вие само ја нарекувате, испорачува по 80-90 автоцистерни на ден врз основа на кои вие денес имате струја да одржувате лична хигиена. Паралелно ќе потенцирам и вие како новинар уживате општествени добра и општи услови за живот и вашето семејство да водите лична хигиена. Ќе бидам малку и циничен на изминување на јавноста. Овозможуваме производство на електрична енергија, да имате услови да одите на фризер со цел да сте представителна на телевизија. Како заклучок по сите искази, дадени од осумничените, но и сведоците, главно од ЕСМ, обвинителката Катерина Коларевич сметала дека оваа истрага треба да се затвори, затоа што таа не нашла доволно докази за обвинение. Смета дека тендерот е транспарентен, количините се испорачени, а еден од главните адути е дека ЕСМ не пријавило штета. Во поглед на евентуално предизвикана штета од склучените 3 договори за набавка на мазут, представниците на АД ЕСМ наведоа дека ЕСМ немало претрпено никаква штета, дотолку повеќе што со ваквата набавка на мазут во критичниот период на прогласена енергетска криза од владата, се обезбедило во Македонија да нема рестрикции на струја и воедно производство на струја по пониска цена од цената на слободниот пазар. Коларевич образложила и дека нема противправна имотна корист кај Капушевски и Сулковски, дека ги вратиле парите за банкарската гаранција на Асмир Јаховски и го платиле данокот кон УЈП. ЕСМ пак посочи дека никогаш официјално не кажале дека нема претрпено штета од сделките за мазут, а нивните представници биле испрашувани и за други работи, а не техничкиот процес на производство, зашто биле повикани. На вкрстени прашања од правните застапници на осомничените за време на распитот, техничките лица на АДСМ само констатирале дека вкупните количини на произведена електрична енергија заклучно со април 2023 година одговарала на потрошената количина мазут во ТЕЦ Неготино и во тој поглед техничките лица само констатирале дека не била нанесена штета врз планот на производство, без да се елаборира дали потрошената количина била согласно тендерските услови и договорот. Токму тие технички искази сега се злоупотребуваат за спинување и правдање на обвинителката дека наводно наредбата за запирање на постапката била резултат на изјавата од АДСМ дека немало настаната материјална штета. По година и половина истражување, обвинителството ја запре постапката за набавка на мазут и не најде докази против Ковачевски, Капушевски и Јаховски. Мазутот се набавуваше за ТЕЦ Неготино во време на енергетска криза од 2021 до 2023 година. Огромни количини со стотици камиони требаше да стасаат до термоцентралата.
Во овој код потсетуваме на сите важни откритија и сомнежи за оваа сделка. Токму набавката на мазут во 2022 беше причина код да направи обемни истражувања и за тендерот, и за начинот, и за количината на набавениот мазут од страна на РКМ, која доведе и до случај кој го отвори антикорупцијската комисија, а подоцна МВР поднесе и кривична пријава. Во овој код потсетуваме до сите докази до кои дојде код, но и ги поставуваме прашањата кој и зошто не сакал истрагата да заврши со обвинение. Делот од истражувањето на код, за чекањето полноќ пред испораката на мазут во внатрешноста на централата Неготино, беше наречен мазут пепелачка, бидејќи камионите чекале надвор за да помине полноќ и да почнат да важат нови, повисоки цени на мазут. Приказната не е за пепелашка, ама во трговијата со мазут за државните енергетски капацитети има многу сличности со оваа сказна за деца. После полноќ добиваат пари оние кои што помалку мислат на парите на граѓаните исплатени од буџетот. Во приказната има и принц која спасува хероината од лошите и злобни маќа и полусестри. Во македонската мазут верзија на пепелашка, принцот би требало да биде обвинителството, односно обвинителот за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази. Но ниту обвинителството не прави ништо за да ги заштити парите на граѓаните. На 6 април околу 19 часот се приближувавме кон ТЕЦ Неготино. Само неколку часа претходно регулаторната комисија за енергетика објави дека цената на мазутот е зголемена. Кон ТЕЦ одиме поради претходно добиените сознанија дека при секое зголемување на цената се случува ситуација цистерните со мазут да стигнат пред капиите на ТЕЦот и потоа да чекаат до полноќ да почне да се користи новата цена за да влезат внатре. Македонските камионџии биле убедувани да чекат и по неколку часа до полноќ со тоа што им биле давани по 25 евра. Парите ги давал човек со голф кој пред капиите на ТЕЦ чекал и им кажувал и на возачите на цистерните да чекаат за тие 25 евра. Математиката покажува дека при покачување на цената, како оваа последната од четвртокот, носи разлика од речиси 500 евра за само една цистерна со 25 тони мазут. При оваа пресметка се покажува дека од разликата која се исплаќа од државниот буџет наполнет со парите на граѓаните, добавувачот добива 95% од разликата со новата цена, а камионџијата добива само 5%. Пред ТЕЦ Неготино, знакот покажува дека за истовар на мазут се врти лево. Долу пред влезот кој беше отворен, стоеше една цистерна во која немаше никој. Возевме и по околните патчиња, кои се скришни доколку се движите брзо по автопадот Скопје-Гевгелија. На еден дел, половина километар од влезот на ТЕЦ, стоеше паркирана уште една цистерна. Со мазут, а без шофер. И двете цистерни беа од иста транспортна компанија. Полека се заокружуваше приказната. Единствено го немаше возачот кој дава по 25 евра на секој камионџија, за да почека да дојде полноќ и новата цена на мазутот. Утредента успеавме да провериме и да утврдиме дека на 6 април биле планирани за влез во ТЕЦ Неготино вкупно 25 цистерни. Влегле дури во петокот, само 15, додека останатите 10 се пренасочени кон другите енергетски капацитети кои користат мазут како дополнување на процесот за производство на струја. Сите 15 цистерни влегле после полноќ, што значи екстра добивката со промена на цена само во петокот рано наутро била околу 7500 евра. А по исплатата на камионџиите за добавувачот останале чисти 7125 евра екстра профит, директно од джебот на граѓаните. Дека слушнале за ваква пракса надвор од кругот на ТЕЦ ни потврди и два извори од електраната. ЕСМ никогаш не одговори на прашањата на код поставени на оваа тема уште во јануари. Нашите извори од ТЕЦ пак ни кажа дека можно да има понекогаш гужва, па некоја цистерна да остане надвор после полноќ, бидејќи внатре може да се празнат само 10 цистерни истовремено на исто толку пунктови. Секоја цистерна се испумпува во ТЕЦ за 2 часа. Но потврди дека често ги терале камионџиите да влегуваат кога пристигнувале пред ТЕЦ, ама многу од нив останувале паркирани надвор.
Обвинителството на брифингот соопшти дека динамиката на испораката била испочитувана согласно договорот и така сведочеле двајца представници на ЕСМ, односно ТЕЦ Неготино. А еден од условите, како што известуваше и истражуваше код, беше и делот за 1200 тони дневно мазут за испорачување, до максимум 120 цистерни дневно. Толку требало да остварат влез во централата. Но една од најголемите разлики со што се извлекува одличен профит се прави преку транспортот на мазут. За литар или килограм на транспорт со светли деривати, бензин и дизел, Регулаторната комисија за добавувачите има определено фиксна цена 0,95 денари за продавачот. Во договорот кој РКМ го има склучено со ЕСМ, цената за превоз на килограм мазут е речиси 3 пати поголема, односно 2,80 денари по килограм. За 150.000 тони. Разлика, профит остварен само поради високата цена на прифатениот транспорт изнесува повеќе од 4,5 милиони евра. Високата цена на транспортот се појавува уште во ноември 2021, кога РКМ признава на ЕСМ дека во Македонија има 25 до 30 цистерни и е многу тешко да се организира дневна испорака од околу 1000 тони мазут, како што бара ЕСМ за ТЕЦ Неготино веднаш по прогласувањето на енергетската криза. Но и покрај тоа што истото, за бројот на цистерните го констатира ОКТА и како што покажуваат документите во кои имаше увид код, грчката фирма, ќерка на Хеленик Петролеум, уште тогаш на ЕСМ им посочила дека РКМ на Капушевски нема никаков договор за купување на мазут од Хеленик Петролеум. А тоа во понудата го доставила РКМ со подпис на Ристо Капушевски и Салковски од Пласница. Иако без договор за набавка и со посочени проблеми за транспорт поради премалку цистерни во државата, РКМ единствен конкурент на првиот тендер и ветува дека ќе носи по 1000 тони мазут, односно минимум по 40 цистерни секој ден во ТЕЦ Неготино. Го добива тој конкурс за набавка на околу 50.000 тони. Потоа го добива наредниот во февруари 2022 за набавка на 150.000 тони мазут. И на крај, во ноември лани, победува на уште еден оглас, трет во низа. А за таа последна набавка од 190.000 тони, ЕСМ воведува нов услов за учество. Да може да конкурираат компании кои во последните 3 години имаат барем еден договор за набавка на минимум 100.000 тони мазут на државен орган или на друг орган. Тој услов го исполнувал само РКМ. Начинот на испораката е еден од двата клучни столба во пријавата на МВР, но обвинителството оцени дека нема докази за нередовна испорака на мазут според договорот, и тоа го кажале самите представници на ТЕЦ Неготино и на ЕСМ. Клучните докази од царината и приемната книга, најдени во истрагата на обвинителството, им покажале исполнета динамика на испораката. Од своји извори код дојде до сознание дека во образложението и записниците од истрагата е цитирана изјава од ДД, високо позициониран службеник во АД ЕСМ. Во поглед на динамиката на испорачување на мазутот за потребите на ТЕЦ Неготино, се било навремено доставено. Капа им симнувам на фирмата која ја вршила доставата на мазутот, бидејќи благодарение на работата на ТЕЦ Неготино, во тој период нема ниту еден ден рестрикција на електрична енергија за домакинствата. За конкретните договори никогаш не фалело мазут и се било идеално, при што добавувачот во услови кога не можел мазутот да го добавува од Солунското пристаниште, истиот обезбедил услови мазутот да биде донесен од Атина. После ваквите пофални зборови од представник на ЕСМ, обвинителката Коларевич ја запира истрагата и тврди дека сите записници со изјави на сведоците, дојдени од ЕСМ, се испратени во компанијата. Од друга страна, ЕСМ во своето соопштение пак наведува дека сведоците биле испратени по барање на обвинителството за да ги разјаснат техничките дилеми за испоручувањето и работата на ТЕЦ Неготино. Нивната улога, согласно барањето на обвинителката, била единствено да ги образложат техничките процеси при набавката на мазутот и реализацијата на планот за производство на електрична енергија во ТЕЦ Неготино. Постапувачката обвинителка паушално го спровела вештачењето на доказите од кривичната пријава
и неосновано ги искривила исказите на инженерите пратени на барање на обвинителството, за да ги образложат од технички аспект механизмите на спроведување на спорната набавка како изговор за прекин на постапката. Код дојде до податоци за почетокот на испораката на мазутот, кога требало да се носат по 600 тони мазут дневно, односно испораките во декември 2021 година. Во една работна недела, ТЕЦ Неготино за 5 дена примил вкупно 1713 тони мазут, наместо согласно договорот 3000 тони. Наредната недела, во работен ден, регулаторната комисија ја зголемува цената на мазут од 38,5 денари за килограм на 40,1 денар. Тој ден биле примени, односно заведено е дека се примени 1621 тон мазут, или за 621 тон повеќе од потребното според договорот за втората недела. Надополнет е еден дел од негативната разлика од испораката, но за 621 тон вишок заработени се екстра 993.600 денари, односно над 16.000 евра во еден ден. Третиот столб на истрагата по пријавата од МВР беше за перење пари. Осомничени тројца. Се спомнува и 72 милиони денари исплатени на лице осомничено во истрагата, односно на Асмир Јаховски. Според обвинителството, истрагата не утврдила перење пари, ама утврдило дека парите биле исплатени од РКМ на Јаховски како надомест за посредување во преговорите за набавка на мазут со Хеленик Петролеум. Во документите кои веќе ги објавуваше код, грчката фирма била наведена како фирма со која РКМ имал договор за соработка пред првиот тендер за мазут. Но ДКСК дојде до документ во кој токму грчката компанија негирала таков договор, подпишан со малата фирма РКМ на Радко Капушевски. Тоа било наведено како лажен податок во пријавата на МВР. Арнуама на барање за помош во истрагата преку така наречено сребрено ниво, утврдено од Интерпол, а наменето за брзо обезбедување на податоци, грчките истражни органи и полицијата никогаш не одговориле и не ги потврдиле наводите. Така лажните податоци, наводно дадени од РКМ при јавен повик, не се потврдени како лажни, иако никогаш не стигнал грчкиот одговор. Но сега истрагата е запрет, бидејќи од Атина не стигнало ни неи, ни Охрид. Код во своите истражувања објави дека на крајот на 2022 РКМ склучил анекс во вредност од над 20 милиони евра. Но документите во кои имаше увид код покажуваат дека играта со мазутот почнала уште на крајот на 2021, кога е прогласена енергетската криза, додека лани во декември постигнала кулминација, кога РКМ побарал доплата и нова милијарда денари за да ја доврши испораката на 150.000 тони мазут за ТЕЦ Неготино среде зима. Фирмата РКМ се пожалила дека цените на мазутот растат и мора да се направи анекс на договорот со дополнување на цената. Заклучно со 26 декември 2022 година ви имаме испорачено количина од 112.594 тони мазут, или 75% од количината предвидена со договорот за набавка, што значи дека согласно моменталната состојба на договорот по вредност и важечката одлука на регулаторна комисија за енергетика за највисоки цени на деривати би останале за испорака уште 9.828 тони. Збирот на овие две цифри е 122.422 тони, или 18% помалку од договореното. РКМ бара над милијарда денари доплата, а ЕСМ го усвојува барањето и за 2 дена се подготвува и подпишува анекс на договорот. Додека граѓаните трошат од сопствените џебови за пречек на нова година, државната ЕСМ од буџетот и исто од џебовите на граѓаните се согласила да плати со седанок уште околу 20 милиони евра на РКМ. Овој анекс договор се подпишува, што исто така е скандалозно, 2 месеци откако веќе е истечена банкарската гаранција, која за РКМ ја приложила Халк банка. Што значи доколку ЕСМ не исплатила дополнителни 20 милиони евра, РКМ можел слободно да престане да испорачува мазут и за штета од прекршување на договорот немало да може да се наплати ниту денар од гаранцијата. Покачувањето на цените на мазутот предизвикало уште една несекојдневна, ретка бизнис акробација на ЕСМ Електрани.
Тие сами побарале од регулаторната комисија да ги покачи премиите за мазут, односно делот кој продавачите, трговците го добиваат како маржа, односно како добивка. Електрани, ЕСМ всушност е купувач, а РКМ продавач, што значи дека државната компанија купувач барала поголема заработка за оној од кој што купувала, а тоа да падне врз грбот на граѓаните преку државниот буџет. Оваа операција и барање на ЕСМ и РКМ се случувало после Нова година. А првата банкарска гаранција за првиот јавен повик за мазутот е посебна приказна. Обвинителството дури сега соопшти дека открило на кој начин фирмата РКМ со долгови и со двајца вработени успеала да ја уплати банкарската гаранција од половина милион евра плюс милион евра по добивање на тендерот. Преку исказ на осомничените, утврдено е дека преку позајмица лицето Асмир Јаховски му дава позајмица на РКМ, а со тие пари е уплатена банкарската гаранција потребна како услов за јавниот повик за набавка на мазут. Со пријавата беше наведено дека со дел од парите добиени за мазутот, осомничените купиле 2 автомобили Мерцедес-Бенз. Дел ги трансферирале на своите сметки во разни банки, а потоа ги подигале во готовина. Но основот за перење пари исто така според ОЈОГОК не бил докажан во истрагата. Запирањето на истрагата за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино за поранешната прва антикорупционерка Билјана Ивановска е дежаву. Веќе видена работа со други големи случаи што претходно ги отвори антикорупцијската комисија, Holiday Inn, индустриската зона во Тетово, случајот со заштитата на податоци во управата за водење матични книги. Врана на врана очи не вади, заклучува таа. Според неа, случаите никогаш не се прават за на прв поглед да се гледа дека се спротивни на закон, но обвинителството треба да ја погледне заднинската намера. Со неа разговараше Срџан Стојанчов. Господја Ивановска, случајот со мазутот за ТЕЦ Неготино го отвори Државната комисија за спречување на корупцијата токму во вашиот мандат. Како се чувствувавте сега кога слушнавте дека обвинителството ја затвора истрагата поради недостиг на докази дека осомничените го сториле делото? Па видите, веќе со години се гради едно чувство на незадоволство, би рекла, кај граѓаните во државава, што и ја не сум исклучок. За мене ова веќе како еден вид дежаву, заради тоа што ова не е прв предмет по кој што обвинителството се изјаснува на тој начин. Да не заборавиме, обвинителството каже и за Holiday Inn дека е се во ред, иако знаеме дека тој детален урбанистички план неколку пати ги премина параметрите на генералниот урбанистички план. Обвинителството кажа и за предметот за управата со матични книги, кај што постоја високи ризици од преземање на лични податоци, дека е се во ред, иако ние постапивме по наод на Агенцијата за заштита на лични податоци, кој што имаше извршен инспекцијски надзор, дека фирмата која што го добила тендерот за скенирање на документите за да го дигитализира, нели, целиот процес во управата, всушност не ги исполнува сите услови и постојат високи ризици. Тоа за обвинителството исто така беше во ред. Па не ме чуди ни ова. Исто така, ако се сеќавате предметот што беше за зоните во Тетово. Значи, тој предмет е малтене бачило 2. Таму беа исплатени суми на непостоечки овошни насади, за нели еден вид оштета заради подигнување на зоните. Се ова го кажувам во многу кратки црти, меѓутоа дали било застарено, дали се променил кривичниот законник и така натаму си отиде и тој предмет. Многу крупни предмети понираат некако како да понираат во обвинителството и само да ја кажам народната, врана на врана очи не вади. Не знам што да кажам друго, навистина. Очигледно за обвинителството прогласената кризна состојба прилично им ги одврзува рацете на набавувачите за да може да ги заобиколат важечките правила. А кога го отворивте случајот, кои ви беа најспорните моменти? Видите, предметот го отворивме по собствена иницијатива, по наводи кои што во медиумите, баш и од вашиот медиум беа изнесени наводи. Значи, она што беше интересно за нас беше заднинската поврзаност на субјектите кои што се во игра тука. Знаете, значи, тендерот го добива РКМ, или Радко Капушевски,
кој што е сосопственик, односно уште еден сопственик заеднички е од страната на Пуцко Петрол, односно вработен од Пуцко Петрол. Пуцко Петрол е акционер во Окта. На Окта главен собственик е Хеленик Петролеум, а РКМ вика јас ќе набавувам мазут, ама тоа ќе биде од Хеленик Петролеум. А Окта дава изјава јас немам никаков комерцијален договор со РКМ. Значи се е тоа некако еден вртлок кој што требаше многу внимателно да се изанализира. Значи што мислите вие дека случаите ќе ги направат така со голо око да се види дека е спротивно на закон? Па никој не го прави тоа. И ние што ги гледавме, ние за непотизам, сите беа супер, ама проблемот е заднинските намери да се откријат од позади. Токму тоа беше нашата поента. Значи, од тамо ние видовме дека имаме проблем со тендерите, односно надминат е финансискиот план кој што беше објавен. Значи, проблем во испораката на количините. Дали е испорачана вистинската количина која што е пропишена во договорот. Кажано беше дека нема да се испорачува до ТЕЦ, дека ќе се испорачува во Рек Битола, па од таму со камионски цистерни ќе се испорачува во ТЕЦ Неготино, па не кажа кој ќе го плати тој дел за транспортот. Па испораката не оди во акцизен склад за мазут, точно да се знае колку мазут влегува. Значи имаше тука многу допирни точки кои што можеа да бидат убаво изанализирани и да го откриет криминалот. Понатамо се склучуваше анекс договор, а договорот веќе изминал. Му поминал рокот. А се склучува анекс, зошто се склучува? Дали за да се нивелираат цените? И тоа е прашање. Значи, многу такви пикантери имаше во самиот предмет, кои што укажува на сомнежи за криминал и корупција. И тоа беа нашите мотиви. Ние, например, направивме увид и во материјални картици на Окта, од каде што видовме дека Окта испорачува, нели како Хеленик Петролеум испорачува за РКМ, а дава изјава дека нема никаков комерцијален договор. Потоа ги побаравме картиците од материјалното книговодство на ТЕЦ Неготино да видиме која количина е испорачена. Таму видовме дека недостасуваат количините. Така што не знам кои се образложенијата на обвинителството, оние што се подлабоките образложенија, за да можат на тој начин да го оформат. Токму во овој контекст тогаш беше еден од најспорните моменти беше динамиката на испорака. Вие тогаш излеговте со реакција дека се испорачани 18.000 тони мазут помалку од предвиденото. Во ТЕЦ Неготино веројатно имаат евиденција колку е испорачено. Па ние таа евиденција, да. Таа евиденција ја гледавме ние. Таа евиденција ја гледавме. Плюс тоа, видите се, Пуцко се јавува тука како позадински играч. Пуцко му помага на РКМ, му дава позајмица, со помош на таа позајмица овој да обезбеди банкарска гаранција за да може да се пријави на тендерот. Значи, вработен се јавува како собственик едноставно за да може и од таму да земе дел од профитот. Значи, по мене, обвинителството требаше тие заднински игри да ги поразјасни. А ако беше се така чисто да ве прашам, Васко Ковачевски ќе бегаше ли? Немаше да бега. Значи, тоа е првиот индикатор дека тука има нешто. Која е улогата на Пуцко Петрол со оглед на тоа што тие не учествуваа во тендерот? Па и ви кажувам, позадинска улога. Тие се главен еден од акционерите се во Окта, Окта испорачува, нели? А тие се акционер таму, а нивен вработен кој што подоцна си прави своја сопствена фирма е всушност вториот сопственик на РКМ и двајцата заедно со Капушевски се управители. Значи тука постои поврзаност. Значи има интереси, како да ви кажам. Овој случај, откако обвинителството ја затвори истрагата, од правната отиде во политичката сфера, па имаше реакции од премиерот, од политичари, новиот председател на сегашниот состав на антикорупцијската како да се оградува од случајот, не сака да ги коментира од луѓето на обвинителството затоа што случајот е отворен од некој поранешен состав на антикорупцијската. Како гледате на овие изјави? Видете, ние сме постапувале како институција, како антикорупцијска комисија, како институција. Значи, и сите комисии претходно постапуваат во името на институцијата. Со години наназад, од 2002 наваму, се гради институционалниот интегритет на таа институција. Ме разбирате, што значи
како да ви кажам, нема тука оградување. Сега, ние лично не постапуваме за себе и за свој интерес, ние постапуваме во име на институцијата. Значи, јас кога кажував дека, како председателка на комисијата, кога кажував дека јавното обвинителство не постапува по одлуките на ДКСК, не кажував само за нашите одлуки, кажував за тие од 2002 навака. Имаше по 160 одлуки донесени од 2002 од како е формирана комисијата, обвинителството се немаше произнесено. Значи, треба да разговараме за институција, а не за претходен, сегашен и таков состав. Значи, ние го градиме интегритетот на институцијата. Така што сметам дека нема тука оградување. Дотолку повеќе што сегашниот председател бил дел од секретаријатот што работел на предметите претходно, не конкретно на овој, меѓутоа, нели, бил дел од тој состав. Во вашите изјави можам да забележам прилично незадоволство од работата на обвинителството. Ние сме констатирале точно дека обвинителството не постапува проактивно. И тоа сме го кажале на повеќе состаноци, сме имали заеднички состаноци со обвинителството, УСАИД не ги организираш, сме работеле за начини како да ја подобриме соработката, па и меморандум склучивме тогаш, па имавме и еден член од обвинителството кој што ни беше како лице за контакт, кој што доаѓаше на состаноци кај нас. И токму во ова време, кога излезе овој предмет, ја имавме таа соработка. Разбирате? Значи, нашето постапување, нашето функционирање беше со намера да се подобри таа борба против корупцијата и да му се помогне на обвинителството. Зашто тоа постапува вака? Има бројни и објективни и субјективни фактори. Па дури направивме и анализа преку анонимна анкета и за судиите и за обвинителите, зошто такви се состојбите таму. Меѓу другото, обвинителите си ги кажаа, лично си ги кажаа своите слабости, со што се соочуваат. Знаете за таа анализа што ја правевме за ранливоста од корупција во правосудниот сектор, што ја правевме заедно со мисијата на ОПСЕ. Значи, тука зборува за слабости од страна на вештите лица, какви наоди им даваат вештите лица, понатаму како постапуваат павлијанијата, дека голем дел од нив се соочиле со влијание од извршната власт, дури некаде не знам колку беше 30%, 35-6%, а голем дел, скоро 30% беа соочени со влијание од политички партии. Значи тоа во анкетата се си го кажуваат. Така што причините за оваа состојба не се едноставни. И овој предмет е еден од многуте. Меѓутоа, зашто се наоѓа во ваква состојба, пак ќе речам, причините се многу покомплексни. И сега треба тука со заеднички сили да се работи против корупцијата, а ова не го гледам во овој случај. Ви благодарам за издвоеното време. Молам. На сето ова, ЕСМ може да поднесе приговор до вишето обвинителство. Предметот може повторно да се врати во рацете на Коларевиќ или да се распредели на друг обвинител. Но она што е најважно, а никој во текот на истрагата не го поставил како повод за истражување е дали и колку тој мазут бил квалитетен или штетен. Теглите со примероците од мазут никогаш не се испитани, ниту е обезбеден доказ што се содржал тој мазут и дали постоел екоцид. Гледајте не идната недела во исто време, а до тогаш пријатна вечер.